Време е за нов почеток, овој пат Еврофан Перистер како шампион на Македонија со задоволство стартува една сезона во која што ќе представува нашата земја и во Лигата на шампионите. Збор 2 за периодот кој што го искористивте за одмор, но и за подготовка за новата сезона. Каков Еврофан Перистер да очекуваме и каков Еврофан Перистер ќе ја представува Македонија на меѓународна сцена оваа сезона? Па добро, ние од наша страна, како тренерски тим, како управа, како менаџерски тим, ќе направиме се достојно да го представиме нашиот град, нашиот клуб во Лига шампиони и нормално ќе се стремиме да ги исполниме целите во домашното првенство и куп надпреварување. Екипата во овој момент има 4 засилувања, но се уште е во фаза на конструкција. Што недостига на ростерот и збор 2 за начинот на кој што ќе се подготвувате во следните 7 недели до официјалните надпревари? Така, добро, па ние нашата визија и цел е да направиме квалитетен спој на наши млади играчи, македонски играчи, со дополнително со квалитетни странски играчи. Не би сакале да имаме преголем ростер па да се гучиме и ние како тренери и играчите да ги гучиме кроз сите тие надпревари, така да мислам дека уште 1 до 2 засилувања и мислам дека е тоа ќе направиме добар тим за тоа што ни престои за оваа сезона. Што се однесува до подготовките, од утре одиме на висински подготовки во Маврово, после тоа сме на 2 меѓународни турнири во Добој од 15 до 18 август и во Охрид до 23 до 26 август сме на тие 2 меѓународни турнири, каде во третата фаза ќе се подготвуваме во Битола и мислам дека спремно ќе да очекуваме стартот и на нашето првенство и на Лига шампиони. Благодарам, се надевам дека добро ќе се подготвите и дека Еврофан Перистер ќе биде она што навивачите го очекуваат оваа сезона. Благодарам на вас и јас сум сигурен дека тоа ќе го исполниме оваа сезона. И честитки за новата функција во твојот клуб, во твојот Перистер. Еве, на каков тим најде и што недостига за комплетирање на ростерот за оваа сезона која што предстои, во која што Еврофан Перистер се враќа онаму каде што му е местото во Лигата на шампионите? Ви благодарам на вашето добродојде. Во ист момент, значи, имам чест, задоволство и огромна одговорност да бидам дел од водството на овој наш познат македонски бренд. Се соочуваме со еден можеби историските моменти за нашиот град, за нашиот клуб, да играме Лига на шампиони во овој систем на јакосна Лига на шампиони, каде што сме во група со едни исклучителни јаки противници. Сигурно дека екипата во првиот момент како сме задоволни од страна и на стручниот штаб како изгледа, но таа екипа сигурно дека ќе биде надополнета со неколку нови имиња. Не сакаме да брзаме затоа што во овој момент нас приоритет не е квалитетот на играчите, квалитетот на засилувањата, а не бројност. Не сакаме да дојдеме во ситуација да имаме повеќе бројност од квалитет, затоа што во овој тим овие се вистински шампиони, тоа го покажа во неколку наврати и не сакаме во ниеден момент да дојдеме во ситуација да го успориме нивниот развој. Збор 2 и за навивачите, за симпатизерите, за армијата на фанови на Перистер која што со нетрпение ги очекува оние сервисни информации за надпреварите, за билетите, за забавата која што клубот ќе ја понуди на европските надпревари оваа есен. Па сигурно дека им должиме тоа на навивачите. Без нашите верни навивачи сигурно дека не можеме да стигнеме до нашите посакувани цели. Во овој момент единствен приоритет ни е тоа да добиеме 100% потврда дека ние ќе играме во Битола, а имаме таква најава дека утакмиците на преварите од Лигата на шампиони ќе играме во нашиот град и само е таа единствена причина зашто и малку касниме во подготвувањето на сезонските билети. Знаете, не е исто да играме пред нашата публика и да одиме во некој друг град. Тоа за нас би било можеби најголемиот пораз. Еврофан! Перистер!